Kyrios Kyrie. That's the only thing you're going to hear from me in Greek. Драги пријатели, Никос, Димитрис, Теренс, кој што Тидена го знам доста одамна, и сите вас кои што се видовме и пред само неколку недели кога Никос беше на посета во Скопје. Навистина ми е драго што денеска се обраќам тука, особено на оваа тема, затоа што за нас е од особена важност од двете страни да се разбереме дека сме навистина искрени во тоа што го зборуваме. Подпишувањето на договорот од Преспа помеѓу Северна Македонија и Грција представува надминување на еден историски проблем кој предолго беше време пречка за напредок на односите помеѓу двете земји. И ова не значи само отстранување на пречката, туку навистина значи и покажа едно ново сојузништво помеѓу двете земји. Значи го користам зборот сојузништво, а не само пријателство. За само кратко време, ова е веќе втор заеднички настан помеѓу двете министерства. Првата средба резултираше со подпишување на меморандум за намалување на цените на роаминг за граѓаните од двете земји. Оваа средба верувам дека ќе влие да се помогне во зголемување во соработката не само помеѓу институциите, туку помеѓу граѓаните, медиумите, луѓето од двете земји. Сакаме граѓаните на Грција што подобро да ја запознаат Северна Македонија. Да видат дека таму живеат нивни пријатели, луѓе со кои што можат да соработуваат, да водат бизнис. Многу скоро, како што веќе кажавме, Северна Македонија ќе биде домаќин на владина делегација предводена од премиерот Ципрас, кој што ќе дојде да не посети во Скопје. И тоа ќе биде уште една потврда за пријателството помеѓу двете земји. Нас од Северна Македонија со Грција не поврзуваат, да бидам искрен, само убави спомени. Ние обично најубавиот период од годината, времето кое што го поминуваме со нашите семејства, тоа е летниот одмор, го поминуваме тука во Грција. И затоа делиме убави спомени од вашата земја. Но со сакаме чувство да го пренесеме и на граѓаните од Грција. Да ја запознаат, да го запознаат повеќе својот северен сосед, да доаѓаат почесто и да ги запознаат луѓето со кои што може да соработуваат. Но мора да бидеме искрени и дека патот за да се дојде до овде не беше воопшто лесен. Лажните вести и дезинформациите беа една силна алатка во рацете на непријателите на договорот од Преспа. Силна алатка во рацете на националистите и оние кои сакаат да сеат раздор и омраза помеѓу луѓето. Затоа денес сме тука за да направиме само еден краток преглед на тоа што се случуваше и која е штетата која што лажните вести ја прават во двете држави. Но најважно од се е да видиме што можеме ние да правиме за тоа повеќе не се случува. Ние за некои работи можеме да зборуваме и од прва рака. Северна Македонија, за жал, стана во светски рамки позната поради инволвираноста на наши луѓе во кампањата на последните претседателски избори во Соединетите Американски држави. И не само што беа инволвирани, туку тие победија. Колку од вас може да кажат дека победиле на избори во Америка, нели? Малце. Но ајде да бидеме и озбилни. Лажните вести и дигиталната пропаганда секогаш имаат за цел да ги манипулираат луѓето со скриени стравови и да ги удрат во нивните основни инстинкти луѓето. Во јадрото на лажните вести секогаш се пренесува порака за национализам, поделба, борба, конфликт, силни емоции, омраза и етнички прашања. Таков беше случајот и со лажните вести за договорот од Преспа. Основната форма на медиумската манипулација поврзана со договорот од Преспа беше нецелосното известување. Например, намерното неинформирање за клучниот факт дека на веб сајтот на нашата влада кратко време по подпишувањето беше објавен оригиналниот текст од договорот. Наместо тоа, лажната пропаганда ширеше информација дека владата го крие договорот од граѓаните. Дезинформациите најчесто се базира на селективно избрани сегменти од некои членови од договорот, на кои им беа додавани нови значења преку шпекулации кои што беа представувани како факти. И да не се лажеме, за ова најчесто стоја луѓе што ги знаеме, лично ги познаваме. За жал, дел од нив беа и новинари. Во некои случаи беа користени и погрешни интерпретации. Например, лажното тврдење
дека полето во пасошот означено со nationality не означува државјанство, туку етничка припадност. Ова тврдење беше погрешно, затоа што и во минатото и во сега, и во сите пасоши во светот, ова е државјанство. Никој воопшто ниту преговарал, ниту преговара за овие други прашања. Крајната цел на овој пристап беше намалување на поддршката на евроатлантските процеси кај граѓаните преку апатија и неучество на референдумот. Сведоци бевме на голем број на медиумски објави кои што беа поврзани со договорот од Преспа. Во просек 10% од објавените написи поврзани со договорот од Преспа може да се вбројат во информации чија цел не е информирање на јавноста, односно имаа за цел да презентираат неточни информации како факти. Представени се податоци на оваа презентација кои покажуваат дека во периодот од 1 април 2018 година до 15 март 2019 година објавени се вкупно 35.261 напис на нашиот македонски јазик и 13.995 на албански јазик написи во однос на договорот од Преспа. Најголем број написи се објавени во септември и октомври 2018 година и во јануари 2019 година. Од анализирани 750 написи, чија што цел не е информирање на јавноста, најголем број написи биле објавени во септември и октомври 2018, но досегот на социјалните мрежи бил најголем во декември 2018 и јануари 2019 година. Што значи ова? Ова покажува дека лажните вести се зголемени токму во времето на референдумската кампања кај нас и периодот на усвојувањето на уставните измени во Собранието на Северна Македонија, како и за време на ратификувањето на договорот во грчкиот парламент. Ова покажува дека овие активности биле координирани од еден некој центар. Што се однесува до социјалните мрежи, како најчеста платформа за ширење на лажни вести и дезинформации, за време на референдумската кампања беше забележена силно изразена кампања која промовираше и поттикнуваше лажни вести преку лажни профили. Оваа така наречена ботовска активност беше најзабележителна на Твитер, како анонимни профили со мал број на следачи кои објавуваа шпекулации, фотоманипулации и слични графички презентации со цел да ја дезинформираат публиката. Веруваме дека ваквите профили беа контролирани од мал број на поединци и беа градени и отварани само со цел да се влијае на референдумот. Тоа што беше помалку видливо за граѓаните беа бројните коментари со говор на омраза од ново отворени и анонимни Facebook профили кои се закануваа на граѓани кои отворено го поддржуваат договорот и референдумската кампања. Исто така, со користењето на така наречени лайк фарми преку азиски профили се градеше лажна представа кај граѓаните дека одредени содржини се лајкнати и споделувани од илјадници луѓе, кога всушност сите тие профили се лажни. За жал, ова покажува сликата колку е лесно во денешно време да се отворат десетици лажни анонимни профили и да се купат илјадници лајкови на одредена содржина. И тоа кај нас во Северна Македонија се случува и денес. Имавме еден пример пред само неколку дена. Дел од лажните вести остануваат да бидат тема само на социјалните мрежи, но дел успеа да се најдат и како главна вест на националните медиуми. Ден по спроведувањето на референдумот за промена на името, на социјалните медиуми беше објавен документ кој е наводна оставка на нашиот министар за надворешни работи Никола Димитров. Документот со фалсификуван потпис и печат беше споделен првично на Твитер, но за кратко време беше вест и на една национална телевизија. Тука сакам да се осврнам и на начинот на која оваа вест беше демантирана, односно брзата реакција и објавувањето на вистината, како најефективен механизам за борба со лажните вести. Медиумите објавија повеќе од 80 написи во 2 дена, претежно пренесувајќи ги демантите на владата и министерот Димитров, како информација дека е поднесена кривична пријава за фалсификат. Барањето од медиумите на официјална изјава до институциите пред објавување, но и брзата реакција на институциите спречи оваа дезинформација да се прошири повеќе на мејнстрим медиумите. Влијанието на лажните вести е особено значајно за време на избори или во нашиот случај за време на референдумот.
Моето искуство во овој дел не доаѓа од тоа што сум министер за информатичко општество и администрација. Јас водам кампањи, разноразни политички кампањи од 2011 година па навака. Ја водев и кампањата за референдумот, ја водев и кампањата на мојата партија кога бевме во опозиција во 2016 година. Но она што можам да го кажам е дека долго време се борам со лажни вести и ова не е нешто ново. Од друга страна, лажните вести кои се особено застапени во дигиталната пропаганда ги поткопуваат најосновните демократски процеси, како што се изборите и референдумското изјаснување. Луѓето секогаш ме прашуваат, добро, кој е најдобар начин за да се бориме со лажните вести? Затоа има еден едноставен одговор кој што на никаков начин не е поврзан со технологијата. А тоа е вистината. Вистината е главното оружје против лажните вести. Секако оди рака под рака со градење на доверба во институциите, но и во новинарите, преку професионализација, образование и постојан развој. Јас сум човек од технологијата. Верувам во технологијата. Сметам дека се што е лошо може да се подобри со технологија и со иновации. Има некои луѓе, мои колеги, кои што мислат дека интернетот е оружје и представува опасност. Не се. Не се согласувам. Ако така размислуваме, и книгата во рацете на погрешни луѓе може да биде оружје и да убие човек. Авионот што е? Транспортно средство или оружје? Сепак на крајот, лажните вести и дигиталната пропаганда се само последната епизода од најстарата војна во светот. А тоа е војната помеѓу доброто и злото, вистината и лагата. И повторно, според моето искуство, колку и да работите се чинат лоши, колку и да предизвикот е тежок и проблемот голем, а тоа ни го покажа како се прави Изаев и Ципрас, ако ја кажувате вистината, ако верувате во целта и ако сте транспарентни, секогаш ќе победите. Да, може би со помош на технологијата. Но вистината секогаш победува. Тоа го покажавме и со договорот од Преспа, и со успехот од референдумот и после референдумот. А потврда за тоа е нашиот денешен заеднички настан. На крај дозволете му заблагодарам најискрено веќе можем да кажем мојот пријател Никос, кој што ете ќе дојде следната недела во Скопје, ова пречесто веќе мора да прекинеме малку. И се надевам дека и многу од вас ќе бидат во можност да дојдат и таму ги продолжиме овие разговори. Благодарам.